Градоначалникот Орцо Ѓурѓиевски изврши увид во градежните активности во село Драчево. Таму, во напредна фаза е конструкцијата на повеќе улици, кои се воедно оштетени и на ваков зафат чекале повеќе од 30 години. Се работи на улиците Солунска глава, Тошевска, Шиндаровска и крак од Илија Ристевски со површина од околу 5000 квадратни метри. На 8 јуни 2024 година неговото блаженство, архиепископот Охридски Македонски господин Стефан, чинно начествуваше на осветувањето на новоизградениот храм посветен на Вознесението Христово во село Долно Сонје, Скопско. Познато е дека на истово место постоеше и стоимен храм, но како што вели премудриот Соломон, се има свое време и секоја работа под небото има свое време, време кога се урива и време кога се гради. Инаку храмовите ги градиме за во нив да се осветува и возобновува нашиот внатрешен храм. На архиепископот му се услужуваа неговото високопресвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион, како и епископот Делјадровско и Линденски господин Јоаким и Стобиски господин Јаков. Починот на осветувањето беше отслужена божествена архиерейска литургија во присуство на многоброен верен народ. Естелска слава, значи јас како можам да речем по возрастите дека сме го затекле тоа од постарите, сме го наследили. Се надевам дека тоа ќе остане за навек. По литургијата архиепископот му додели Свети Климентов ордер од прв ред на ктитот на храмот господин Перо Велковски, како и одличја архиепископ Доситија на градоначалникот на општината Сопиште Стевче Трпковски за особено залагање и поддршка во изградбата на храмот. Во ноември 2022 година до Центарот за управување со кризи стигнале пријави од неколку граѓани кои пријавиле дека подпорниот зид на улицата што минува веднаш до клинички центар Мајка Тереза над клиниката за детски болести е во лоша состојба. Истиот е накосен и постои опасност да падне. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанчо Ангелов кажа дека од нивна страна веднаш биле известени Министерството за здравство, град Скопје и општина Центар, како и МВР, за да преземат мерки за да се заштитат животот и здравието на граѓаните. Тој апелира до Министерството за здравство, град Скопје и општина Центар итно да се зафатат со надминување на опасност. Во просториите на општина Илинден, градоначалникот Александар Ѓурѓиевски оваа година ги додели решенијата на граѓаните кои имаат поднесено барање за добивање еднократна парична помош за купување на велосипеди. Оваа мерка е дел од програмата за финансиска поддршка на целни групи граѓани на општина Илинден за 2024 година, која трае до 30 април оваа година. Износот кој го доделува општина Илинден како финансиска поддршка изнесува 50% од сумата за која е купен велосипедот или максимум до 4000 денари по велосипед. Екипата на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во периодот јануари-јуни 2024 година подигнале и транспортирале вкупно 2500 кубни метри отпад од диви депонии на територијата на град Скопје. Тие интервенирале во сите скопски општини, при што биле отстранети приближно 150 диви депонии. Основната дејност на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, велат од таму, е собирање и транспорт на комуналниот отпад од домаќинствата и правните субјекти, кои што континуирано се реализираат 7 дена во неделата, согласно оперативниот план за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје и оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад од подрачјето на град Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.